Насловот на темата е просветлени. Ќе видите самите зошто. Да отвориме во Исаија 14 глава. Исаија 14 глава ќе читаме од 12 до 14. Што имаме овде? Овие стихови треба да ги знаеме на памет. На две места во Библијата, во Езекијел 28 глава и во Исаија 14 глава имаме опис на падот на Луцифер. Зашто паднал? И кој е Луцифер? Кратки црти. Значи Исаија 14 глава од 12 до 14. Сето зло почнало од него, нели? Како падна од небото деницо светлоносецу? Токму тоа значи во превод Луцифер, нели? Светлоносец. Сине Зорин, како ли си симнат на земјата ти угнетувачу на народите? Зборуваше во своето срце, ке се искачам на небесата над Божите звезди, ке си издигнам престол за себе. На собрената гора ке престолувам, на краен север, ке си искачам во облачните висини, ќе бидам еднаков со Севишниот. А крајот, вели, а се сруши во подземјето во длабочините на пропаста. Што гледаме овде? Гледаме Луцифер, кој што сака да биде прв, кој што сака да има власт, кој што тежне е да има надмоќ, да владее дури, ако е можно, и над Вселената. Да го земе местото на Севишниот. Како можел некој да се дрзне на вакво нешто? И знаете како почнал? И што правил горе на небото? Цела една црна кампања против Господа. Господ е тиранин. Господ е ваков. Господ е таков. Се она што не е. Против Бога и пред се и против законот. Што велел таму? Јас, кога ќе седнам на местото, јас кога ќе ве водам, ќе биде многу поинаку. Ќе бидете послободни. Нема да бидете под робството на овој тиранин. Тоа се зборовите на Луцифер. Светлоносецот, по паѓањето станал кнез на темнината. Каков парадокс. Оној кој што бил, значи во Езекијел, ако читаме 28 глава, херувим, заштитник. Кај биле херувимите поставени, оние два херувима? Над ковчегот на заветот, над законот. Тој сега го крши законот и е против законот. Беззаконик станал. Читаме во Исаија 5 глава, значи се враќаме малку назад. 5:20. Тешко им на оние што злото го нарекуваат добро, а доброто зло, кои прават светлина од темнината, а од светлината темнина. Што горчливото го прават благо, а благото горчливо. Светлоносецот станал кнез на темнината. Светлоносецот се одделил од светлината. Тешко на оние, вели, кои што доброто го нарекуваат зло, или го прават зло, или обратно, или оние кои што темнината е нарекуваат светлина и светлината нарекуваат темнина. Ови сте силни зборови овде од пророкот Исаија. Не успел на небото во своите замисли, но успел каде? За жал, успел овде долу на земјата, токму на нашата планета. 3 глава Битие. Тоа се многу добро познати работи, меѓутоа мора еден ваков вовет за она што следи. Од први стих, змијата беше полукава од сите полски животни што Господ Бог ги направи. Таа е рече на жената: вистина ли не Бог рекол, не ќе јадете од ниедно дрво во градината? Лукавштина да ја гледаме уште во првото прашање. Жената рече на змијата: смееме да јадеме плод од дрвото во градината, од дрвата во градината, само за плодот на дрвото што е среде градината Бог рече: не јадете од него и не допирајте го за да не умрете. А змијата и вели на жената, односно ѓаволот, кнезот на темнината веќе, и вели на жената:
Навистина ли ќе умрете? Но, стари, навистина не ќе умрете. Не, нема да умрете. Лаги, манипулации. Туку Бог знае дека во оној ден, кога ќе јадете од Него, сега си ја кажува својата собствена желба, всушност, изразувајќи ја во овој одговор и комуникација кон Ева. Туку Бог знае дека во оној ден, кога ќе јадете од Него, ќе ви се отворат очите, ќе се просветлите, ќе бидете просветлени на некој начин, во негова смисла кажано, и ќе бидете како Бога, распознавајќи го доброто и злото. Таа негова вековна желба, да биде Бог, да биде како Бога, да биде над Севишниот, власт, моќ, влијание. За жал, нашите прародители паднале на ова искушение. Ѓаволот овде не застанал. Ѓаволот секојаш, од сите времења, како што Бог има свој народ, своји луѓе, си има своји инструменти, своји луѓе, начин како работи, за да ја згасне светлината, да го наметне своето царство. Царството на темнината. Читаме таму уште на почетокот, со Вавилон, Вавилонското царство. Нимрод, градителот на Вавилон. Која била идејата за градбата на Вавилон, односно и доминацијата, не само на Вавилон, и сите царства што следат, оние, барем 4, кои што ги знаеме како најмокни. Која била идејата на градбата на Вавилонската кула? Доминација, надмоќ, ќе го надитреме Господ, ќе стигнеме до Бога, ќе бидеме повисоки и поголеми од Него, посилни од Него. Што не може Тој? Во Откровение 18 глава, која читаме таму за падот на Вавилон, или на оној духовен, или оно нео-вавилонско царство, кое што денеска го гледаме, вели, спомнува раскош, спомнува богатство, неверојатен раскош. Ги спомнува кралевите кои што блудствуваат, царевите, денеска председатели, како сакате, земете, кои што блудствуваат со Вавилон. Трговците кои што тргуваат и се збогатија, вика. Ова се се битни моменти кои што всушност во денешен термин може да ги наречеме овие поинако, нели, цареви, трговци и така натаму. Но како и да е, ѓаволот од секојаш, наметнувајќи го тој свој дух во луѓето, во своите приврзаници, сакал да доминира. Сакал, еве, ако не со Вселената исфрлено таму, да доминира и да ја окупира, да ја земе земјата во свој раце. Тој на некој начин ја добил, нели, ја приграбил после падот на Адам и Ева во греф. Но се користил, значи, низ целата историја со своји инструменти, со своји луѓе. И да скратиме приказната и сега доаѓаме до 1. мај. И сега ќе речете, од кај сега? Зашто ваков скок? Што е сега со 1. мај? Нели неодамна беше 1. мај. Пошто е познат 1. мај? Така не учеа, мислам. Така сме задоени, нели така не учеа? Денот на трудот, така? Само ден на трудот? Ајде, ќе ви читам сега некои податоци. 1. мај не е само социјалистичко, комунистички, анархистички, антимонархистички празник, туку и празник на новиот светски поредок, кој што во корен е окултен, па дури и сатанистички. Покрај званичната приказна, која што не учевме, нели, по школите, дека првомајскиот празник на ден на трудот, нели, е посветен во сеќавање на демонстрациите на чикашките работници на 1. мај 1886 година. Сеќавате, тогаш имаше големи нерви, сеќавате, мислам, ако сте читале, сигурно не се сеќавате, тоа е од 19 век, судар со полицијата. Тоа било се наместено и добро подготвено, затоа што бил потребен 1. мај да добие покривало и да стане ден на трудот во суштина. И во знак на таа борба на чикашките работници за своји права, овој празник, мислам, овој ден подосна го добива
значи оној призвук како ден на трудот. Но оно што е најзначено е дека на 1. мај 1776 година Адам Вајсхаут го формира тајното друштво Илуминати. Илуминати, што значи просветени или просветители. Дори на почетокот се викале перфекционисти или така на некој начин. Илуминати. 1. мај 1776 година. Ој човек, роден 1748, значи уште како младиш, на 28 години, го формира ова друштво. Меѓу другото, бил професор за канонски закон во Ингелстад, во Германија, значи, каде што е роден. Језуит, бивши језуит, тогаш, кога го формира ова друштво. И на почетокот почнал всушност политичко движење. Со кое што политичко движење сакал да воведе нов ред, затоа што се сметал и тој и неговите приврзаници дека се кремот на интелигенцијата и дека само тие знаат како да воведат ред, поредок во светот, кај што ќе има мир, кај што ќе биде се окей. Значи, бил римокатолички свештеник, реков, језуит, кој што одлучил по секоја цена да стане познат, го признал Луцифер за свој господар и почнал да се бави со вештерство и со сатанизам. И, меѓу другото, зошто се викале илуминати или просветлени? Затоа што тој сметал самиот дека тој ги познава најдобро тајните на оние келтски тајни на волшебства, не само келтски, друидските, мислам, нели тоа се келти всушност, и вавилонските тајни. Тој и тие, налик на масонските движења и дружења кои што, нели, оние кои што се со највисок степен се знаат, само на тие им е јасно, овие подолу што се, ниските ништо не знаат или малку знаат. Цел на ова братство, или на ова тајно братство, значи, е да се создаде светска револуција, да се сруши досегашниот начин на живот и поредок, и моралните норми, и да се предизвика создавање на нов светски поредок. Дека илуминатите во оваа своја цел и биле доста успешни уште во тоа време, покажува и американскиот долар. $1. Новчаницата од $1. Што имате таму? Да се подсетиме сега, ова се теми можеби кои што во последно време ги немаме збрувано. Ја имаме пирамидата со се видечкото око на средина и пишува одоздолу Novus Ordo Seclorum. Нов светски поредок, латински, и на латински испод стои 1776. Илуминатите биле вклучени во создавањето и формирањето на американската нација. И сега, тој Адам Вајсхаут одлучил на целиот свет да го наметне, организиран дочек на 1. мај. Заборавив да спомнам. 1. мај, ден денеска во некои делови Европа се слави исто така како ден на Валпургиската ноќ, че уште таму има корења, кога сите, се верува дека сите демони, нечисти сили, се собираат во Брокен, тоа е во Германија, и вршат една своевидна смотра демоните, и му се поклонуваат на сатаната, признавајќи го за свој водач, господар. И тоа овој човек исто така преку ова друштво Илуминати го практикувал. Спомнавме, нели,
бил вмешан во вештерство, во сатанизам. Едноставно, негов господар бил Луцифер. И сега, како да го наметне на целиот свет овој ден, 1. мај, како роден ден на илуминатите, со големото свое влијание што го имале во Америка. Илуминатите ќе ја поттикнат овој немир на работничката класа во Чикаго на 1. мај, или како реков 1886 или 1886 се случуваат судири и внимајате таму меѓу демонстрантите имало илуминати, значи сето тоа било така добро подготвено, за да подоцна се наметне на светот овој ден како празник на трудот, кога работниците се борат за своите работнички права. А прикриено всушност, славејќи го 1. мај, да му се поклонат на Луцифер. И сега подоцна, во Париз, нели, одржан првиот конгрес на Комунистичката интернационала. На тој конгрес не били присутни само комунисти, туку и масони, разни други сомнителни личности од Европа и од светот. Окултизмот и спиритизмот биле добро вкоренети во комунизмот. И Карл Маркс, самото тоа што и ово е германец, Адам Вајсхауп, значи, исто така бил индоктриниран од ова и всушност бил член на еден друг дел од илуминатите, на едно друштво наречено Лига на праведните. И од тука потекнува, нели, со Енгелс, па и самиот комунизм. Во суштина, новиот светски поредок, планот на новиот светски поредок е воспоставување на еден комунизам на цела планета Земја, меѓутоа не онаков како што не учеа. Туку каде што цела земја и се што има ќе припадне во својина на неколкумина. И каде што ќе се сруши религијата, ќе се сруши моралот и така натаму. Тоа беа само опити на некој начин преку некој земји како се беше и, нели, бившата Југославија. И видите сега во планот, да скратам, има доста податоци. Во планот на овој така наречен четврти рајх на богаташите. Пазите, овие наслови не се случајни, ништо не е случајно. Во книгата на Дес Грифин, кој што носи наслов четврти рајх на богаташите, се спомнуваат главните цели на новиот светски поредок, зад кој што стојат илуминатите. Еве кои се. Уништување на сите легални влади во светот. Укинување на приватната собственост. Укинување на сите легални влади, укинување на приватната собственост, укинување на секакво наследство, укинување на патриотизмот, внимателно, значи, пратете, укинување на сите религии, укинување на семејството како такво, како што Господ го дал, маж, жена, на тоа се работи, знаеме ние со години веќе, и на сето ова, и создавање на една единствена светска влада. Пак да се вратиме на оној долар, заборев да спомнам. Покрај пирамидата, покрај она што го спомнавме, што се наоѓа таму на левата страна, значи на опачината од доларот, на средината што има? $1, $1, меѓутоа тоа не е случајно ставено на $1 новчаницата. едно, а на тоа стои In God we trust, или во Бога веруваме. Во кој Бог, всушност? Тоа е веќе прашање. Добро, значи, кои се целите? Укинување на владите, на собственоста, на наследството, укинување на патриотизмот, на сите религии, на семејството, создавање на нова светска влада. Во суштина сакат да направат сатанистичко општество. Ништо друго. Каде што ќе нема никаков морал, сите вредности ќе бидат потопени, сите оние вистински вредности. И видите што се служат, нели, така наречената демократија која што ја наметнуваат, и гледате дека цели земји се уништуваат за да се воведе така наречена демократија наводно, каде што наводно секој има право на глас, а у суштина тие
Многу лесно си ги купуваат гласовите за да си ги остварат своите цели. Тоа е многу перфиден и многу добар, мудар начин како да всушност се тие самите се стават на власт. Во случај некој народ или држава да одбијат да прифатат демократија, под наводници, постојат суптилни облици на окупација на непослушните држави. Во првиот обид се избираат способни, неморални луѓе, криминогени, во држави кои што треба да се окупираат, кои што се богато финансирани, заборавив да спомнам, во времето на Адам Вајтхаут, бил финансиран од Ротшилд, и денес, сите тие банкари, целите тие пари се сушност во функција на тоа, на создавање на една нова светска влада. Значи, богато финансирајќи ги, тие неморални криминогени луѓе, а народот на спомнатата држава го представуваат, односно на народот ваквите ги представуваат како борци за човекови права и економски прогрес. Звучи познато, нели многу? Доколку се случи да ова не им успее, тоаш применуваат по-жестоки мерки, доколку значи избраните луѓе им се неспособни па да завршат работата. Еден од начините е финансирање на локални криминалци кои што предизвикуваат терористички акции во државата и кога власта физички ќе биде санкционира, ќе го санкционира нивното делување на овие терористи, светските медиуми почнуваат да ги сатанизираат властите и нивната непослушност поради кршење на човекови права и така натаму и така натаму, и биваат на удар, значи властите. Набргу може да следи и воена интервенција, како што бевме сведоци на некои настани тука околу нас. И потоа имаат, а во сето ова имаат многу главна улога медиумите, пазете. Не заборавајте, сатаната, како почнал, како успел горе на небото, како успева и тука на земјата. Преку пропаганда, да, ширење на лаги, невистини, полувистини и така натаму. Да не забораваме кој сме кај ова. Секавате кој бил најблискиот човек до Хитлер, уште пред Хитлер да дојде на власт и кога неговата национал-социалистичка работничка партија доаѓа на власт во Германија? Не. Гебелс. Значи што бил Гебелс? Министер за пропаганда. Тие во тоа време имале Министерство за пропаганда. Се било филтрирано, мислам, немало толку нели ни медиуми тоа што ништо, ми тоа радиото кој што постоело и сите тие настани културни, не знам што се случувале, се било филтрирано преку овој Гебелс. Па како тие успеале да ги сатанизираат евреите во Германија? Како всушност успеале да ја дигнат целата нација, да ја уверат дека можат да тргнат против цел свет, да го успеат? Пропагандата. Страшна работа се медиумите и пропагандата. Овде не треба да спомнуваме дека кога веќе таа држава ќе се окупира, се внесува секако вид на неморал, преку телевизија, преку се, за да се сруши моралот кај младите пред се посебно, преку дрога, преку се, хомосексуалноста, рушењето на бракот, семејството, спомнавме, нели? Сето тоа спаѓа во планот, во нивниот план. Дори се спомнува, вика, во една таква сатанска држава, ти веќе окупирана, новинарите владеат со човечките животи. Што значи? Они можат секој човек да го прикаже како најголемиот злосторник, криминалец или било што, да извршат притисок врз полицијата и правосудните органи, да се обрачунаат со него и да го етикетираат и да го ликвидираат, ако треба и така натаму. А многу лесно се прави денеска. Дори овде вели, ниеден политичар не може да победи на избори, ниту глумец, ниту пеач, ниту да стане популарен, ако нема наклонност кон таквите новинари, кои што пак се финансирани, знаеме од каде и какви избори, за да се остварат тие цели. И за многу кратко време, за неколку години или највеќе неколку децении, во таква една сатанска држава
доаѓаат нови генерации кои што немаат веќе никакво чувство ни за љубов, ни за милост, ни за вистински вредности, имат едно општество на што знам, како да ги наречем. Да. Или генерации кои што со својето однесување и начин на живот во потполност го осликуваат карактерот на сатаната. И сега, би спомнал само еден дел од стратегиите за медиумска манипулација. Ова го опишува познат лингвист, Ноам Чомски, сте чуле можда. Само малку на кратко, за да полека и привршиме, за да не ве држам многу. Еве некои од стратегиите за медиумска манипулација. Пренасочување на вниманието. Клучен елемент на општествена контрола е стратегијата на дистракција или отргнување на вниманието на јавноста од важните прашања и промени за кои одлучува политичката и економската елита преку константно пласирање на беззначајни информации. И еве дел од една книга, извадок на Коди Гудфелоу, кој што напишал книгата "Тивки оружја за тивка војна". Држате го вниманието на јавноста далеко од вистинските општествени проблеми. Окупирајте им ги мислите со прашање без важност. Чувајте ги луѓето зафатени, така што да немаат време за размислување и вратете ги назад на фармата меѓу другите животни. Така стои тука. Втор начин за медиумска манипулација. Креирање проблем, па нудење на решение. Истиот тој ќе ти создаде проблем и потоа е тука за да го реши наводно проблемот. Стратегија на постепени промени, знаете, жабата, ако ја ставите во врела вода, ќе скокне, ама постепено, ако ја топлите водата, ќе ја сварите, сигурно. Постепени промени, затоа што ќе реагира народот, ако, нели, нагло се случат некои промени. Стратегија на одлагање, исто така. Полесно е да прифатите, вика, идно жртвување, отколку моментално жртвување. Значи, прво, напорот нема веднаш да се случи, второ, јавност има склонност да очекува дека утре се ќе се поправи, ќе биде подобро. Се одлага, се додека не се створи клима, дека е погодно. Злоупотреба на емоциите. Ова, што да ви кажам? Ако сте любители на турски серии пред се, или на шпански порано, тука имате многу злоупотреба на емоции. Не само преку серии, преку едно чудо работи. Класична техника која се користи со цел да се предизвика краток спој, нели, во процесот на разумно расудување. Тоа е тоа. Употреба на емотивниот регистар овозможува пристап до несвесното и можност за имплементација или прифаќање на идеја, на желба, грижа, страф или принуда, па дури и индуцирање на одредени однесувања, вели, значи преку манипулација и злоупотреба на емоциите. Држање на јавноста во незнаење и просечност, намерно, охрабрување на јавноста да биде задоволна со својата просечност, исто така е едно од методите. Во незнаење и просечност. Целта е јавноста да се направи неспособна да ја разбере технологијата и методите кои што се користат за нејзина контрола и поробување. И сега, јас само ке сакам самите вие да поврзете некои точки, кои што, ете, така мене ми се поврзаа, че ја не викам дека тоа е така. Ја би сакал самите да ги поврзете некои од точките. На 30 април и на 1 мај Македонија имаше посета. Не знам зашто баш тогаш. И од тогаш многу работи се сменија, ја така гледам. Многу работи се сменија. А на 30 април, значи во очи 1 мај, значи забележите, не спомнав таа Валпурска ноќ, се славила ноќта меѓу 30 април, 1 мај и така натаму. На 30 април папата Франсис се молеше за Македонија, упатувајќи молитва до Богородица. До кого се молеше? На нас ни е сосема јасно, мислам.
Сите оние точки што ги спомнав, мислам сега, вракайте ги назад и поврзувајте целта на новиот светски поредок. И ред други работи. Не сакам да зборам понатаму на тоа. Меѓутоа, хаос е целта да се предизвика. Видете што вели Елен Вајт. Не спомнав, меѓутоа, овој Адам Вајсхолд, основоположникот на илуминатите, е директниот виновник, да не кажам така, за избавнување на Француската револуција. Се читале во големата борба што значела и што се случувало за време на Француската револуција? Падање на Библии, значи подигање на така наречена Божица на разумот, блудница, жена блудница, Божица на разумот. За време на Француската револуција, стравот Господов би значил не почеток на мудроста, туку велеле почеток на глупоста. Во 11 глава Откровение, со што е спореден Парис, односно Франција, нели? Таа Вартоломејска ноќ, да не ја спомнуваме, читайте големата борба. Со Содом и Египет, безбожниство, пркос преку Египет, нели? Пркосот на фараонот кон Господа, безбожниството во Содом, неморалот и така натаму. Елен Вајт веле дека планот е, у последно време, истиот хаос да се створи, како и за време на Француската револуција. Еве што вели во Воспитување, книгата што ја проучуваме во петоците навечер. Вели, спиритизмот, знаели, до сега зборувавме за воведување на спиритизам, спиритистички држави, значи, 1. мај, илуминати, сето тоа. Спиритизмот тврди дека луѓето се безгрешни полубогови, дека секоја душа ќе си суди самата на себе, дека вистинското сознание го издигнува човекот над сите закони. Не постојат закони, не фермаат тие закони. Тоа се безбожници. Дека сите сторени гревови се безопасни, дека е добро се што се прави и дека Бог не осудува. Најподлото човечко суштество, тој го представува како да е на небото и таму ужива висока почест. Така тој на сите луѓе им објавува. Не е важно што правите, живејте како што сакате, небото е ваш дом. Мнозина на тој начин стануваат наведени дека желбата е највисокиот закон, дека раскалашеноста е слобода и дека човекот одговара единствено пред себе си. Овде ми доаѓаат сега во мисли еден куп реклами што ги гледате по телевизија, со какви идеи си, со какви пораки. Пред се до младите, значи. Ако ја уништите младината, веќе следните генерации, тоа се е уште. Во исто време анархијата, потоа нели позната исто Француската револуција, тоа што следува, во тој хаос сакаат да имаат поголема контрола и да воведат некој свој ред. А анархијата се обидува да ги отстрани сите закони, не само божествените, туку и човечките. Се она што е морал, што повикува на морал и било што. Централизација на богатството и моќта, големи здружувања за збогатување на малцинството на сметка на мнозинството, здружување на сиромашните класи за одбрана на собствените интереси и барања, дух на немири, побуни, крвопролевања, ширење на истите учења кои довеле до Француската револуција по целиот свет. Сето тоа се стреми да го вмеша светот во борба слична на она што ја потресе Франција, вели Елен Вајт. На крајот таму додава од оваа глава, тоа е главите кои што надоаѓаат за читање, за проучување, нели ќе имаме прилика во петоците да ги читаме, вели, еве ја единствената заштита на личната честност. Непорочноста на домот, вели Елен Вајт, благосостојбата на општеството и стабилноста на народот. Среде сите животни потешкоти и опасности од противречни барања, единственото сигурно правило да се прави она што Бог го вели. Господовите повелби се праведни. И кој постапува така, нема да се колеба никогаш. И за среќа наша, за несреќа нивна, како што и во пуката се спомна, оганот е добар денеска, за да не прочисти. А могалот ќе биде страшен тогаш, кога Господ ќе го излие својот гнев
и ќе изгори. Ќе покрај гревот, нели, тој сака да го изгори гревот да го уништи, меѓутоа ако вие останете со гревот прилепени, а да не зборуваме за овие кои што заговараат сатанизам, Луцифер го воздигаат, секој ќе си ја добија, нели, својата казна. За да биде уништен гревот, треба да му се предадеме на Господа, да биде уништен гревот, за да на крајот не бидеме и ние уништени во тој оган, заедно со гревот. 17 глава Откровение, 12 до 14 стих, со овие стихови ги завршам. Или претходно можеме да се сетиме на кипот што Господ му го дал на Навуходоносор во сон. Сите царства изредени. На крајот, царството кое што нема да се воспостави или, односно, ќе трае многу кратко, и кога тоа ќе се случи, паѓа камен од небото, како од безракан или фрлен, го руши целиот кип, расте како гора и се воспоставува Божјето царство, кое што никогаш нема да престане, ќе биде вечно. Ние за тоа треба да се бориме. Но овие стихови во 17 глава што велат? Порака до оние заговорници за новиот светски поредок, не? Затоа што не веруваат во Бога, не знаат со кого си имаат работа, факт е, но овие ќе војуваат против јагнето, не, се извинам, од 12 стих реков, и 10 рогови, што ги виде, тоа се 10 цареви, кои уште не зацаруваа. Прашање е дали денеска не се зацарени или полека тоа се одвива. Ќе ви спомнам еден цитат од книгата Клучевите на оваа крв на Малаки Мартин, бивши исто така инсайдер во Ватикан, језуит. Дебела книга ја имам дома, оригинално на англиски. Вели, во 80-тите години зборува, тие што се во своите 40 години, че збори во 80-тите некаде, ќе бидат сведоци на устоличување на новиот светски поредок. Значи, тука сме некаде. Не знам јас, меѓутоа, тие подобро знаат, нели, тие се просветлените, тие се знаат, меѓутоа, не знаат многу нешта, не знаат на чија страна се, за жал, треба да бидеме на победничката страна. Ние сме просветлените во вистинска смисла на зборот, не тие, затоа што Господ е светлината, Исус е светлината, Библијата и Божјата реч е светлината, ние сме просветлени преку Библијата и ние знаеме на која страна сме и знаеме како се тоа ќе заврши. Да читаме. И 10 рогови што ги виде, тоа се 10 цареви кои уште не се зацаруваа, но ќе ја примат царската власт од зверот за 1 час. Колку тоа и да значи. За кратко. Овие се истомисленици, па ќе му ја предадат својата сила и власт над зверот. Овие ќе војуваат против јагнето. Но јагнето, што? Ќе ги победи. Фала на Господа. Зошто тој е Господар на господарите и цар на царевите, а со него се повиканите, избраните и верните. Нека Господ ни помогне да останеме, ние сме повикани, но да останеме и избрани, нели? Да останеме верни до крај на победничката страна. Нека му е слава нему. Амин.